Најпрво сакам да ве пофалам затоа што за оваа храмова слава ја наполните црквата. Меѓутоа, ваквото присуство ваше треба да биде ката недела. Секоја недела треба да бидеме во црквата, затоа што тоа е животот кој ќе погледни човек. Материјалниот живот може и вака и така да биде и побогато и посиромашно човек ќе го помине. Ама ако духовниот живот му е расеан, тоа значи да не доаѓа во црква, да го слушни Словото Божјо, да учествува во Евхаристијата, се причести. Тоа е најважното и смислата на животот. Сега во контекст на празникот на Свети Димитрий, Господ, браќа и сестри, Исус Христос е првиот првомаченик. Тој се распна не затоа што само некој го гонеше, туку заради нас и нашето спасение. И вака и така кога ќе дојде човек на земјата мора да умре. Меѓутоа не мора маченички да умре. А Господ Исус Христос беше распнат на крстот заради нас. Тоа е огромно значење за нас, зашто преку тој крст ние се спасуваме. Не се спасуваме преку угоден живот, преку наслади во животот, туку преку крстот Господов. Некои напредни во духовноста луѓе, како што го славиме денеска Свети Димитрий, сакаат да го следат нивниот учител и затоа ја примаат смртта маченичка како што ја примил нивниот учител. Зашто можеле да избегнат, како што на крај и Христос веројатно можел да избегне. Меѓутоа, таа чаша требаше да испие, иако тешка, горка чаша испи Христос. Ама само на тој начин можеше да го спаси човештвото. Да се роди во овој свет, ама да умре за животот на светот. Тоа сакаат некои да го поддржуват, како што денеска земете. Помладите сакаат да ги поддржуваат нивните, како ги нарекуваат идоли. Секако погрешно е тоа, меѓутоа пејачи, глумци или некои сакаат да го дознаат нивниот живот и да прават исто како што правеле и тие пејачи или глумци. Меѓутоа, ние христијаните имаме кого да поддржуваме, а тоа е Господ Исус Христос. И тоа ни го покажува денешниот славеник и патрон на оваа црква Свети Димитрий. Можеше како генерал на војската и да ја избегне смртта, затоа што му кажа царот дека е возможно да се покае, односно да принесе жртви на идолите. Зашто тогаш во тоа време во Римското царство се принесувала жртва на идолите, не како ние денес слободно векови, да речам, принесуваме жртва на вистинскиот и единствениот Бог. Тогаш се принесувала жртва на идолите. И ако принесел таква жртва, Свети Димитрий ќе си го спасал живот. Колку ќе му потреба, вистина млад се упокојува Свети Димитрий, односно маченички се упокојува. Ама уште колку ќе му потреба, уште 100 години? И што е тоа 100 години уште, а во суштина секаква надежда, животот вечер ќе му се избрише. А вака тој одбиден живот, краток, ама во суштина кој е бесконечен, затоа што го свесен е дека животот го добиваме од Бога. Тој ни е дар, вистина преку родителите. Родителите не раѓаат, ама животот е Божи,
Не е на родителите наши. Зошто? Ако е на родителите, зошто некои родители раѓаат и вакви и онакви деца и дури и мртвородени има? Не е господар на животот родителот наш, току господар на животот е Господ. Тој му дава живот на Свети Димитрije, а во слободата негова или во рацете негови е собствениот негов живот кој може повторно да му го принесе на Бога. Зошто? За да го добие како вечер. Ние сме малку егоисти христијаните. Не малку, можеби малку повеќе, затоа што се правиме во животот за да имаме живот вечер. Ништо не правиме за бадијала, па и Бога не го почитуваме, не знам заради ништо. Туку за да ни даде живот вечер. Така и Свети Димитрij го почитува Бога и го даде животот на овој краток живот што го имаме, за да има живот вечер. Сега сметете колку во 3 век пострадува Свети Димитрij, колку векови има до сега? 18, а неговото име е незаборавно. 18 векови е незаборавно, зашто го даде живот од своји 2 минути пред време. Карикирам, не 2 минути, нека се тоа и 100 години, како што реков. Ама што значи 100 години? Гледате, 17-18 векови помина и големите чуда дека тој го дал животот некоја година порано и како млад загинал. Христијанинот, браќа и сестри, не се плаши од смртта. Не затоа што не е страшна смртта, страшна и дека кога ќе го изгубиме некого кога го сакаме, ги гледаме трагедијата на смртта. Ама за неа, за смртта, имаме решение, а тоа решение дојде Христос да ни го даде. Овај Свети Димитрij кој ден го славиме само го поддржува Христа. Само, ајде да речеме на оној познат денес речен, го имитира Христа. Тоа значи поддржува или имитација. Сака да биде со таквата смрт со која загинал неговиот учител и тој да загине. Ама тоа не го прави Свети Димитрij спасител да биде. Христос е спасителот. Ама она што го прави Свети Димитрij да биде наш показател или учител, како треба животот да го распределиме, за да имаме живот вечер. Многу кратко ќе се осврнам на неговиот живот. Бил човек успешен во кариерата, генерал на една област, тогаш било како денес председател на помала држава. Значи имал и средства, и пари, и углед, и слава, и позиција. И од тоа тој да се откаже заради некој си Христос. Па тоа значи дека го цени и преценува Христос. Ама тоа му дава, како што ви реков, 18 века, неизбришливо да биде името. Господ му го дава. Му дава затоа што во младоста негова ја открива смислата на животот. Колку луѓе ќе поминат денеска до старост ќе стигнат, 100 години ќе стигнат и нема да научат зашто живеат. А целата цел на животот овде не е да се збогатиме, не е да им оставиме на децата по нешто тоа што сме го имале, туку да го научиме зашто живееме. И ако има значење нешто, средства материјални да имаме, има значење само ако знаеме зошто живееме и кај да ги употребиме тие средства. Тоа е, браќи и сестри, она што ни го дава верата. Не ни го дава друга наука, не ни го дава политиката, ни го дава верата. Затоа е верата едно неисцрпно благо,
Ете, гледате колку векови постои и не се исцрпува. Не се исцрпува прво затоа што ќе доаѓаат нови личности со нови перспективи. И тие сите го држат смислата, ја учат прво смислата на живот, а после ја предаваат и на нивните најблиски. Затоа вреди да се живее. Еве, тој пример го дава Свети Димитри. Зошто иначе загине човек да не поживее уште 100 години? Ќе поживее, ама никој немаше да го знае. Ги знаете вие предходниците ваши од пред 50 години или 100 години ги знаеме, а камоли некој од 13-14 века. Ама Свети Димитри токму затоа што остава печат на тој начин што се одлучува да го даде најмилото. Има нешто помило од животот човекот, ама тој го дава животот не за луксус, туку затоа што знае дека Господ само е господар на животот и може да му го даде во неизмерна форма, како вечен живот. Ете тоа, браќи и сестри, ни го дава Христос и не прави да бидеме учесници во благата вечни, затоа што тој е нашиот Бог и тој има сила за тоа. А Свети Димитри е негов ученик и следовател и по молитвите на Свети Димитри кој ни е близок. Секако близок затоа што како нас го живел животот, Господ нека ни даде благослов и нека не усреќи во животот вечен во сите векови.